Од рано пред зори, пред изгреј сонце, домаќинките ги вапцаат црвените великденски јајца. Црвената боја како символ на пролеаната Исусова крв го карактеризира Велики четврток, денот кога Исус по тајната вечера бил пронајден и фатен од римските војници. Струмичките жени ја почитуваат традицијата наследена од баби и прабаби. Денеска е Велики четврток. Всушност денеска се приготвуваме веќе за големиот празник за Христовото воскресение. Денеска се вапцат јајцата и тоа пред сонце. И јас се потрудам секоја година пред сонце да станам да си ги вапцам јајцата. А ова година решив да бидат само црвени. Тоа е и символот на Великден. До годините може дали помлада ги вапцав и во разни бои, ама оваа година решив да бидат само црвени. Па уште синоќа се потрудив со тие лисчиња од Макдонос, од Кромит, си ги врзав да ми бидат готови за сабајле и сабајле станав во 5 и си ги вапцав. Епа денеска, не знам да ви го опишам обичајот, ама тоа го знам од мојата свекрва. Денеска се приготови, се јаде, нешто зелено, дали ќе биде спањак, дали ќе биде блитва. Обично таа приготвуваше пита од спањак и ориз. И се трудам да ја продолжам таа традиција и тоа рано сабајле го приготвив. 4 црвени јајца се вапцуваат денес, раскажува отец Димитрија. Едното се носи во црква, едното се засадува во нивите, третото се фрла во случај на невреме, а четвртото јајце се чува дома до наредниот Великден. Миењето на нозете на апостолите, тајната вечера и предавството на Исус се главните моменти кои се карактеристични за Велики четврток. Замислите, Христос се препашал со крпа, земал ѓумче и леген и ги измил нозете. Зошто дури апостол Петар вика, јас не сакам, јас не сум достоен ти да ми миеш нозете. Гледала дека Богу човек Христос се откажал. Меѓутоа после кога му објаснил Христос што е суштината на миењето на нозете, дека ако сакате да владеете со светот, мора да им ги миете нозете, односно морате да се покорувате, мора да бидете мили и за непријателите, а камоли пак за своите блиски. Мора да бидете слуги за да биете господари. Утре е Велики петок, денот на најголемата христијанска жалост, ден кога не бијат камбани туку само дрвени ѕвона, ден кога е забрането било каква работа и ден за строг пост. Камбаните силно ќе грмнат в недела рано наутро, објавувајќи ја најголемата христијанска радост за воскресението на Синот Божи Исус Христос. Камбаните ќе го најават празникот над празниците во христијанската вера, Великден.